Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. И сега ќе кажеш, да, така е. Така е. Така е. Тоа е. Така е, ви посакуваме убаво попладне, весело попладне, бидете ли добро расположени со оглед на тоа дека е петок и видите пропадна. Дека е петок. Еве ти се падна. Денеска пак ми се падна. Верувам дека расположението си го имате, стигнавте, веруваме, на време, после работа, со оглед на тоа дека е хаотично веќе и празнично, Ние не што се стигнавме не од се 2:30 на кај работа, така што Едва вие стигнавме, едвај. Но гостите ни се тука, ние сме стигнати, вие сте стигнати, сите сме на Телма телевизија, почнуваме ново издание Никој како. Така е, да. Армијата се зголемува, никој како ние срекни, ќе ја испратиме оваа 2024 такви присрекни, а вие може да продолжите да не следите и на социјалните мрежи, и како секој дневно во 17 и 15 вистинско време за уживање. Ќе си правиме муабет, ќе си подпевнуваме или ќе слушнеме караоке рефрени како ќе се договориме. Ама обајцата имаат да ни кажат многу за тоа како изгледаше некогаш и нашето Скопје и Македонија воопшто, манекенството, и забавата и модата и така натаму. И случувањата и можеби ќе ве инспирираме и вас кои што не гледате да си направите нешто од тие времиња, заради тоа што пред малку го слушнав Цајо како ни кажуваше дека имало маскембали за новогодишни журки или пред новогодишни журки. Одамна тоа не сме го виделе, па еве една од тие идеи. Сега ги најавуваме. Да, и поврзани ни се, што се несува до гостите. Имаат што да ни раскажат како почнаа да соработуваат и нели од кога се знаат, така да ќе биде интересно сите овие приказни да се чуат до самиот крај. Маја Григоровска и Милорад Цајо! Маја, добре ви дојде. Да, видели каква најава. Оте најавил би брат Цајо вака некој. Благодарим. Како не најавивте како на Оскари? Па нормално, така треба да се чувствувате како на Оскари, но да не малку пропаднеме чувствувате ние Не, тие се добри ова на мината лошото филерот. Едно има фелерче, си го оставаме и тоа кружи. Кому ќе му се падне? Добра, мене не ми се падна. Вие сте добри, така да добре ни дојдовте. Добро ме најдовте. Овако како се вика шкорче на кого ќе му падне. Не, овде кој како ќе ни го наместат, така ли? Така после. Кој ќе си види во програма, ќе се А најде. во програма си гледаш, пошто тоа изненадно се спушта. Не дај Боже како Не вика. дај Дуздисани сме. Добре. Добре сте сите. Одлично. Маја се бенди са кадар, окей. Добар е кадар, ај чекај. Не се виде. Сега ќе ни пушта. Добар Маја, кадар. добар кадар. Добар кадар. Топ кадар. Одлично. Одлично. Добре ни дојдовте уште еднаш. Драго ни е што успеавте да стигнете, хаотично е со бракеот, но ќе го тргнеме тоа, ќе одиме малку на убави приказни, убави теми, многу нели работи кои што ќе ги споделиме, се надевам ќе имаме време за се. Првенствено 17 и 15, тоа ни е омилено прашање за старт вака за да го почнеме муабетот. Што правите во овој период од денот? Јас 17 и 15 полека се враќам од Министерство за спорт. Еве петок како убав ден, некогаш знам да отидам на тие така наречени after party. И не главам многу, бидејќи пак сепак има умор и ќе отидеш на еден пијалок, два, максимум и се враќаш дома. А повеќе преферирам у петок и сабота да идам после работа дома, а вечерта после 27:30 бидам негде со пријателите, со пријателките да заглавам негде. Да. Барем до Заглавуваш до уште? 00 часа. се држи. Да. Се Браво. држи. Сега да прашам, у твое време имаше after party? Не. Нели? Ова е ново време. Ова е нова. Ова е нова сега, финта. ова е сега веќе 10 со кромит, негде 10 години веќе е after party модел. Модерно. Да. Како да не одиш од работа право дома? Како да не да отидеш на... Нели Маја? Не, јас доаѓам дома, Добро. затоа што сакам да ве гледам. Не гледаш? Како не ве Фала Маја. Тоа сме за гледање. гледам. И после тоа се спремам и одам на автор. Така, браво. Таман ќе се средиш, ќе гледаш, ќе се опуштиш кафе, ручек Ќе со можеш после своето да го врзаш семејство. со излегување. Така да се Мора да се Така и се прави. Така да? Да, од автор продолжуваш до сабајле. Да, така. Сега до Сабајле кој има стили? Ние вака по старите до Па не сме ние многу не си постари. стара Маја. Не.
А чекай сега, Маја, ти нон-стоп прва си на работа? Ти денеска ме начека прво. Не, ние наставниците одиме во смена, една недела сме прва смена до 12 часот. Не секаде кај вас. Да, во кај нас, смените. да, кај нас во нашето Затоа училиште. прашувам, Целодневна настава е, 2 наставнички сме, една недела одиме до 12 часот, а една недела до 15:30, со тоа што еднаш имаме дежурство до 17 часот. Затоа сакав да прашам, пошто ти следејќи ги сите овие нели навики, Активности, активности кои што ги имаш, со Како би излегување, со функционирала. настани, така натаму, нормално си Нормално, си да, ги да. следиш. Колку тешко ти паѓа од друга страна, треба па да видиш скроз свежа, да ги дочекаш сите тие дечиња во Точно, оделението, работата па ми е на прво сконцентрирана. место, затоа што пред се на вистина многу сакам да работам со деца и премногу ми исполнува таа работа. Ми дава сила за да функционирам на некој начин. Се компонирам зависно од тоа, нели, доколку сум прва смена, ги гледам активностите да ми се попладнат, затоа што се уште на некој начин сум активна и во другиот дел Така е. од тоа што сум го работела. Така да не ми е тешко, искрено, уште имам сила да сум активна и во модата, мојата работа да се ја работам, да сум активна и максимално да се посветам како мајчинство, затоа што сега се, нели, години кај што треба максимално да се посветиш, 18 години. Се Да, така 100%, ризични така е. години. Бога ми Така да, сега е лудило и дома. Лудило, весело, новогодишно. Новогодишно, да. Мали деца, мали проблеми. Големи деца, големи проблеми. Точно така, ти Велеше, кажа. мајка ми на времето не ја разбира. Да, и јас Никој не Маја нисам. разбираме, Да, исто. Ти нейната Искуството, да, искуството е на нас. Уште има, Рано уште ти е време време, има, со да, 9 да. години Да. си играте дома, не лјути се човече. Да. Јас имам има прашање напол, до сега Маја прашам. во однос на тоа како те пречака прво тимот на наставници, заради тоа што сепак нели кога ќе се стане збор за како изгледа наставник кај нас, ни подразно не е онака како што изгледа Маја Глигоровска. Дали имаше некој Ова прашање колку често е да поставувано. не, на вистина, дали имаше некаков не знам, проблем и со колективот, па можеби и со некои родители, па можеби и со деца. Така. И родителските колку се посетени од татковците. Татковци само на родителски. Малку се пошегуваме. Овие две прашања се мислам Така. дека во секоја емисија Ама и во назва, секој портал. ја не сум те слушнала. Да, извини, не, Ја добро, не добро, сум слушнала, не од го друга слушала страна, одговора. интересно е да спомнеме, Така, нормално сега нормално, атрактивна нормално. наставничка имаат, мислам, Со оглед на дечињата тоа сигурно се дека горди на наставничката, но наставничката не е убава, Имаат мислам. убава Имаат наставничка, Така е. така е. Да. Во денешно време сите наставници се помлади, се навистина убаво изгледаат, без разлика дали се бавеле со мода или не, но навистина вложуваат во себе и е млад кадар и одлично изгледаат. Со оглед на тоа дека подолго време сум во образованието, веќе 15 години, тоа беше многу одамна, значи многу бев млада, и баш бев во текот каде што бев мисица и многу актуелно беше тоа, имаше нон-стоп по портали, после многу актуелна бев во модата. И имаше големи предрасуди кај родителите, затоа што беше табу тема како една манекенка ќе ни ги воспитува децата. Јас и тогаш и сега кажам, ја не сум манекенка затоа што не сум наставник, затоа што сум убава и сум манекенка и ги знам луѓето кај нас што фигурираат и ме запослиле, него јас сум тука затоа што ја сакам таа работа, сум дипломирала, подоцна сум станала и магистер односи со јавност и тоа направен факултет, не на приватен. Така да, значи, јас тоа го работам со љубов и сакам да го работам. Сум имала можност да ја сменам работата, меѓутоа, јас со децата се пронаоѓам и навистина ми е многу убаво. Сум се изборила со тие предрасуди, со тоа што сум се вложила максимално во работата, сум сработила доста проекти кои што биле јавно прикажани и покажани со децата, сум добила доста титули за таа работа и после известно време дури сум била и наградувана за тоа и сега мислам дека сум го постигнала на високо ниво кај наставниците и каде и што нема важам дилема, да. и важам како еден од подобрите наставници, така да Браво. нема веќе такви предрасуди. Супер, а татков си доаѓаат сама до родителска. Поиша татков си од мајки, така? Не, на почеток не ги пушта. Не, само мајките. Не, прво Како ги видиш ти? мајките со родителска. Нема шанси. Враќа се на. Но со тоа што ја на вистина во образованието
не ставам акцент на мојата лепота и на тоа си имаме нели дрес-код и секогаш се почитува тој дрес-код, секогаш имаме до одредена мера како треба да се однесуваш, облекуваш, комуникацијата и со оглед на тоа дека нели сум медиумска личност, малку повеќе и припазваш затоа што сепак тоа е образование и пред се многу е битно како ќе се воспостави тој контакт со родителите, така да взаемно половина се доаѓаат заедно, се почитуваме, се сакаме. Браво. Не ме гледаат како манекенка, како мисица, ме гледаат како одговорна и наставник посветена на децата максимално. И уште едно прашање кога сме кај нели оваа твоја професија, како наставничка, строга си? Нема да веруваш, ама важам за еден од построгите наставници. Лоша наставничка. Не, вака лоша во смисла строга. Не знам како да кажам. Од една страна сум многу строг наставник, а од друга страна сите можни желби им ги исполнувам. За една од најомилените. Значи, толку сум сакам ред и дисциплина. Значи, веројатно се водиш од оние наставници кои што си ги имавме ние во наше време. Што се почитува часот, сите ќутат, нема зборување. Има денови, исто како кај нас, како возрастните, нели, не ти е денот, не ти се работи. Буквално, нели, се осеќаш, денеска не ми е за ништо. И кај децата е исто, има денови кога не им се учи, не се расположени. Јас им ги исполнувам сите желби. Сакаат да одиме и во игротека, во кино. Денеска да играм и да пееме, ќе играм и ќе пееме. Ама кога се учи, се знае дека се учи и си барам, доста за возврат барам. Меѓутоа и знам да прогледам низ прсти и да, нели, децата се нешто најмило и греот е на крај да не му ставиш една петка и да биде среќна и весела. Браво, наставничке. Ајде се. Добро започна. Ајде сега. Forever young. Вечно младиот. Да се навратиме на тоа, ќе има и во најава веќе за следната година. Се бориш се уште, нели, успешно да ја одржиш традицијата во организирање на тие ретро забави, кои што ти ги Извинувам што те почна. прекинувам. Не само ретро забави. Цајс такви модни случувања има организирано, што до ден денес се помнат и се едно од најдобрите. И искрена да бидам, прошлава година организираше такво модно збиднување, и тоа за неполни 7 дена, да организираш на ниво. Сите најпознати модели ги собра. Таква имаш организација што секоја честа е се. А и тогаш да се врзаме вака прво. Познанството ваше, бидејќи тие имаш откриено Маја, нели, што се несува до модата и Маја беше многу млада. Значи беше што се вика во зародиш во манекенството, имаше 17 години, 17 и пол години, она веќе со манекенство се бави од вториот Fashion Week, тоа е, да не кажам, 2002 година, кога беа, значи, буквално Fashion Week-овите, модните недели во Македонија, јас ги правев, првиот го правев во Холидин, наредните сите, значи, комплетно со поддршка и на студио Црнокрак у тоа време, Ледерлайн, Роберт Граматиков, тука во Сдруженијето фактички модна недела Скопје Македонија, значи што се уште важи, јас сум председател. Се организира во Александар Палас и за тоа време Маја беше дел од моделите кои настапува. Тоа траеше 7 дена. 7 дена? 7 дена и чинеше многу пари, што сегашни што организираат, не знам, фешн на викенд, фешн фест, фешн ова, никој не сакаше да си плати 100.000 денара дневно кошташе Александар Палас. Сега замислите, за 7 дена треба да се најдат средства 700.000 денара. Значи тоа беа огромни пари. Таа беше моја прва модна недела, знаеш дека? Стварно. И во тоа време јас као тогашен председател, директор на Fashion Week, ги имам се уште комуникациите и со Белградски Fashion Week, и со Загреб, и со Сараево, со Бугарија, со Атина. Сега нормално сите што сме овдека во тој дел на Сдруженијето, сите ги имаат тие комуникации.
Сакам да кажам дека во тоа време се појавија многу интернационални модни креатори кај нас. Не се базираше само на модни креатори од Македонија и модни куќи и конфекции од Македонија. Значи тука се појавуваше Мона, тука беше една Верица Ракочевиќ. Значи тука помина многу модни креатори од Хрватска, од Босна Херцеговина, од Црна Гора. Тоа се уште сега го немаме кај нас. Многу маце се прави. Мене тоа не ми е јасно. Како тогаш сме го имале? Имало пари за тоа. Се организирало модни случувања, па не можеш да ги пофатиш. Фешн вик, фешн викенд, фешн не знам што. Тоа беше лудило. Сега се сведовме на едва една манифестација, која што ја има или ја нема или не знаеш ли дека има. Само да ви кажам една работа. А сме го има на тој начин на... Баш кај што многу често, извини, мислам дека ќе се согласите, дека многу често се само наши. Нели тука, значи тукашни локални, да речеме, модни креатори. А во време кај што модата више носи пари, се следи повеќе, нели, вложуваат и луѓе и купуваат. Маја кога настапуваше, значи имаше чест да соработува, јас носевме интернационални модели и од Хрватска доаѓа модели, и од Белград, и од Сараево, и од Црна Гора. Значи беа со нашите модели, буквално ја представуваа модата, дали е од кај нас или од Балканот. Они ги носеа тие која секна таа работа сега? Вие се уморивте, нема нови генерации да се други времења беа. Не само други времења. Еве сега искрено ќе кажам пред гледачите на Никој како ја. Никој како Цајо, ајде. Никој како Цајо. Да се шалам. Значи, немавме услови, бидејќи модата во тоа време Министерството за култура никогаш не поддржи. Јас не паметам никогаш дека Министерство за култура во тоа време на модната недела ни одвоила средства да влеземе во годишниот план со 2 модни недели. Ама се правело, тоа сакам да ти кажам. Се правело, ама немаше средства. Затоа што... Не, како го правиш ако немаше средства? На мускули. Спонзорство? Не, со спонзори. Тоа значи дека ти дошло преку глава и викаш јас не можам да одам од загуба и да правам нешто кое што никој не го поддржува. Па сега да ви кажам, една модна недела ми земаше од 90 до 120 дена. Во подготовка. Во подготовка. Значи благодарение. Значи тука да кажам за Магде Маги, шминкерката. Тука е Бубе Студио Ин. Значи ПЦ Кул Кат. Значи ово како се вика, сите што беа Леонтич. Значи сите тие придонесуваа на свој начин да изгледа модната недела како што треба. Имаше гламур. Да ви кажам, толку имаше убав свет и беа сите на самиот настан дотерани луѓе кога ќе дојдеа, ревиите траеа, да ви кажам, до 12 со паузи. Значи ќе почнеше негде од 19 часот до 23:30. Па треба да ги организираш. Ако се тие модни креатори или модни куќи, па да ги однесеш на вечера, па после тоа да им направиш доживување по работа, да ти кажам, добро изгледаш. Добро се држиш. Тоа да ги однесеш тие организации, модни недели, пејачи, менаџер на пејачи, организирање забави, ноќен живот присутен секаде. Па ти се држиш, бре, човек. Благодарам многу. Стварно ти кажам најискрено. Не, ти благодарение на ЦАЕС многу девојки, значи манекинки, исклучија договор надвор. Ја Верица Ракочевиќ, како што кажа, јас бев повикана у Србија да работам за неа, на насловни да сликам благодарение на таа модна недела. Се појави на ревијата на Верица Ракочевиќ. Верица Ракочевиќ малце таква е специфичен тип на креатор. И ја покани нези, ете, понудата беше голема, али благодарение на тоа време соработката што ја имав со сегашниот газда Веселин Јевросимовиќ, он беше пријател и спонзор на тогашната и се продолжи таа соработка. Разговорот е во тоа дигнавме ние рачна сите што работевме, затоа што немавме поддршка во делот на спонзорства, поддржувачи на модата, да не кажам која личност ни имаше кажано, која беше бивши модел, дека не име сегмент модата да се спонзорира. Јас си се обратив, извини да те прашам,
а како ти работеше пред едно 10-15 години како модел? Се бореше во тоа време, викам, за 50 марки да заработиш на вечер, а сега стана директор на маркетинг и тебе не ти е модата дел за да ја спонзорираш. Да, доаѓаш од тој дел, од таа сфера. Као не ја гледале како уметност. Како модата да не е уметност? И овој телефон е уметност да го направиш. Се е уметност. Чашава да ја дизајнираш е уметност. Не е уметност само сликарството и вајарството. Све е уметност. Така е. Да, ама и тоа е добра врска со светот. Мислам, еве и со Балканот нека е. Заради тоа што врска и бизнис. Да, и бизнис релации се создава, сега го нема тоа. Не, сега кога се прави некое модно збуднување само од нашиот пазар е скромно, колку да се успее да се организира, да има нешто. Уште ова да кажем, значи оваа година минатата, значи се случи, мислам оваа година се случи, се направи една огромна ревија, тоа беше мојата идеја. Значи се појавија сите модели манекени своевремено. Да, сите модели и манекени кои своевремено значеа и створија име и презиме за македонското модно небо. Генерален покровител у тоа мислам кога беше, да не беше хотел Лимак, немаше да го направи. Верувате дека подвижен спонзор. Не дај Боже да почне да ти кажуваш 16 спонзори ќе ти кажа. Верувате, сите го прифативме, ако не беа они, значи сите работевме без парична надокнада. Нит јас, нит моделите, никој. Чисто да го одбележиме 20 години од првиот Fashion Week во Македонија. И беше прекрасна ревија, се појавија прекрасни модели. Има Маја чест да ги каже моделите и машки и женски, јас да не зборам. Да, навистина прекрасно, меѓутоа да не избориме многу имавте 20 прашања. Едно не поставија. Нема прашања. Не се шегувам. Сакам малку убаво да се подсетиме на некои убави работи и времиња. И нешто што би требало да се врати, затоа што сме биле, наречеме, први на регионално и во ноќен живот, и во модни случувања. Па и музика да тоа. Истото сега ми го кажам, към цај зошто паде не организираш. Нашиот Fashion Week на Балканов беше трет. Прв е Атина, втор е Белградскиот, трет е Скопје. После тоа другото се отвори. Е последен. Верувам дека е тоа така. Ајде сега малку и за Forever Young и да одиме со нашиот прашање концепт. Прво и основно, јас ова го правам, значи, Forever Young, вечно млади ми е зацртано уште многу одамна. Во последниве 6-7 години веќе стана традиција. Ти си прв кој што почна ретро забава. Од 2004 година ми е во годишниот план и стана традиција да Forever Young биде за генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареат. Тоа ми е главното мото. Да, така е. Али сега ме наврати еден многу добар хит, своевремено кој го работевме со Дејан Миличевиќ. Прекрасната песна на Нокаут, како нивни менаџер, ме врати во еден дел од песната Временска машина и се поврза со тоа што ќе го најавам, значи ќе ги вратам луѓето во диско и се вика врати го времето во диско ритамот. Оваа година на 21 март, наредната 2025, 21 март, ќе се случи, ќе ги вратам сите генерации во диско, а тоа ќе биде поранишниот Колосеум или сегашниот евент центар. И мислам дека доволен е капацитетот, картите ќе бидат, значи, онака символични и мислам ќе биде ограничен бројот, затоа што сакам да има баш онаква концептот останува на странски хитови ретро или може да се вметне, имаш идеја и македонска ретро? И македонска и XU. И XU, добро, одлично. И гостување на... Ја многу прашувам, рано е да... Диджокеите се уште, значи, не сум разговарал, али сепак сакам овој пат да биде направено нешто што ќе остане за паметење. Тоа е што
мала критика, сепак јас ја прифаќам луѓето што дебатираат на социјалните мрежи, дека имало повторување на песни и така натака, сакам овој пат да нема повторување, едноставно да си фати прав колосек и да се направи една одлична журка со позитивна енергија и луѓето пак да ја зборуваат наредните месеци. Да. Да. Верувам дека ќе биде успешно и добро и ќе дојде. За нас и ние сме во оваа група. Не сме ние во оваа група. Ние сме у помладите уште. Што ние уште ке тинеџери, бе. Ке тинеџериме сме. Добро. Има време, ама ќе дојдеме да видиме како. До март ке си признаеме дека сме во таа група. Рано ви уште. Океј, вика, дали некогаш сте пробале некоја необична диета? Ајде сега со овие наши секојдневни ситуации, прашања. Па ние манекенките колку диети Тоа имаме. сакам да прашам, манекенките секогаш се на диета? Па, повеќето да. зависи од Повеќето да. генетика Јас со или оглед зависи? на тоа, кога бев помлада, збориме кога почнав со модата, бев многу покрупна, можеби 10 килограми повеќе, сега сум најслаба од кога знам за себе. И 15 години бев на диета. 15 години. Не една Значи, диета, вечно не е најадена. успешна ова, вечито не најадена. Гладна, да. Вечно гладна. Оваа диета не е добра, ќе се поправам. Друга диета. И на крај сватив дека не треба диета, него треба да се научиш како да се храниш. Значи да не мешаш масноти и протеини, да се јадеш колку што ти се јаде и тоа е најуспешно за да бидеш фит. Све да си дозволиш што ти се јаде, меѓутоа, доколку ти се јаде нешто благо, има здрави благи, доколку ти се јаде протеини, има риба, има месо, јади со колку сакаш салата, свежа салата, со ориз, мислам, не многу, бидејќи нели јаглехидрати со протеини не се меша, меѓутоа треба само да се научиш да не мешаш масноти со протеини. Се додека тоа не го научив, 300 диети од интернет пробав, секогаш вагата беше исто, никогаш не се намалуваше и на крај со тоа што паралелно сум вежбала. Јас цел живот вежбам, значи и вежбањето е многу битен процес, меѓутоа да не заборавиме, има многу луѓе кои што вежбаат, а не пазат и знаеш не можат да го добијат не им се гледа резултатот што сакаат да го добијат. Многу е битна храната, начинот на внесување, пиење на вода и вежбање. Тие три работи заедно во едно. Ти си бил некојаш на диета? Си имал потреба? Јас треба сум правил такви диети, али многу малку. Ја прво и основно како значи метаболизмот мој фактички не трпи малку да покачам килажа 3-4 кила и одма се чувствувам потром, одма кога се симнува килажата, кога ќе го isfрлам лебот и така натака, кога нема да вечерам, и кога сум постнат, многу повеќе сум некако пожив, имам повеќе енергија, али па некои луѓе, знаете, постарите луѓе како викаат, леле, вика, ама си ослабен, да не си болен? Да, генерално се Да, тоа се гледа на лик, меѓутоа затоа ќе си направиш некои третмани. Да. Ќе ти се освежи лицето. Се живи здрави. Малце. Така. Ова ново време, знаеш како? Ама во ова ново време, кај машки, кај женски. Он има толку многу ангажмани се уште во животот да не може да му се фати нешто. Нема време кога. Него само нешто организира, само не лета, само не. Па затоа е млад, гледа го како е млад. Може уште нешто да кажеш? Може, бе, Еве, јас сега ќе ви кажам дека кога легнувам, обавезно сум како порано имаше новатор едно романче и обавезно размишлям и све ми се раѓаат некои идеи како беше она од Архимед Еурека. Така. Кога спиеш, не спиеш. И не, мора нешто да размислувам, нешто да направам. Ако неам креативност, се чувствувам дека сум празен. Морам нешто да направам, да смислам, да ми биде интересно. Тоа не е лоша особина. Така е, одлична е. Не е лоша, ама не можеш и да се наспиеш. Затоа што мозокот ти работи и мислиш и... Ама добро, има периоди во животот кога најдобро мислиш. Тој мисли пред спиење и тогаш е таа креатива. Кога размислувам и тогаш ми уште поголема фантазијата и си размислувам и така занес си правам и како ќе изгледа целото тоа, да.
има некоја позитивна, некоја енергија, ме опушта кога легнувам и кога спијам и онака организмот се опушта и веќе заспивам и супер. И он си замислува дека е на фореверија кад 2025-та. Задоволен си легнува. Задоволен си легнува. Не, имаме време, има. Дали никогаш сте сакале да се откажат од проект поради несогласување со колегите? И за двајцата, ајде, кој има прв одговор? Да, јас тоа го имам доживеано. Не баш да речам еднашка, него многу често, бидејќи за да се реализира некој проект, прво и основно треба да има тим на луѓе. Имам на своја кожа доживеано многу пати да имам шлеп служба, луѓе кои се шлепуваат. Тај ќе заврши работата, нема проблем. Он си е таков кога ќе си ја замисли работата, сака да ја заврши до крај, не остава од денес за утре некоја работа. И тука веќе почнуваат искрите да летаат и тука веќе полека не влегувам во конфликтна ситуација, него знам да кажам, да, се тргам на страна и се повлекувам и ама зошто? Затоа што не можам јас све на моја плеќа да носам. Не можам некои луѓе кога веќе влегуваме во креативност сите заедно да работиме, значи треба да се распределат работите кои што ќе ги заврши. А не може цело време само на мој грб да биде. Така да тоа го имам доживено многу често. Ама знаеш зашто е тоа така цај? Затоа што ти си име и знаат дека ти можеш повеќе работи да ги завршиш од еднаш и во организирање и во се, и луѓето се подпираат на тоа. Не, од друга страна е многу убаво се кажа, они знаат дека он нема да остави тоа да биде незавршено. И да не изгледа убаво. Секогаш изгледало максимално добро. Дека превземе таа работа. Да, и затоа не се. И затоа си пати. Маја ти? Јас не сум прифатила проект, не поради несогласување со колегите, меѓутоа поради тоа што сега работам, нели, не сега, долго време сум во оделенска настава и имам доста проекти што ми се нудат сега, ќе ми се понудат за поврзано со реклами, со водење некоја емисија, меѓутоа мора да припазиш затоа што ти си наставник, не можеш се и се што да прифатиш. Тоа не е дека е лошо, меѓутоа нели менталитетот кај нас и кај родителите кога ќе го гледаат тоа на телевизија може да кажат не е долично за наставникова да го води или да ја има на таа реклама. Иако добро се долен веш реклама. Не збориме на пример, али не збориме за долен веш. Не, сега пак да пример давам, мислам сега па и да, али еве на пример има сега во последно време многу се снима реклами за казина, за лотари кои што исто и најмногу се платени. Сега во моментот се најмногу платени, меѓутоа не можеш да прифатиш да не иде. Не иде наставничка, некако мене не ми иде ни спортистите, ама тоа е друга тема. Да, и други некои такви проекти што нели ги снимаат, меѓутоа мораш да размислиш затоа што колку и да е тоа платено и добро звучи нели за 2 часа што ќе снимаш и ќе го сработиш, сепак мора да мислиш на тоа што ти е пресудно во животот, а мене на прво место ми е образованието и наставата, затоа што тоа на вистина ме исполнува. И ми е љубов, си го сакам. Така е. Дали некој ще направи нешто непланирано за да импресионираш некого? Може да биде нешто интересно. Нешто интересно, непланирано. Па, ај сега се почне. Па Маја, ја да ти кажам, кај мене ова што го постави Ненад, се случуваат тие работи доста често во минатата. Сега некако не мора да е сега. Да, непланирани на работи, да, ми се случиле многу пати. За да импресионираш некого. Да, да ги импресионирам. Тоа намерно сум го правил. Тоа сум го правил со мојот изглед. Не знам колку знаеш дека Јас знам. Гледачите дали се сеќаваат или знаат. Синоце, јас знам. Зајо нема шанси да не го приметиш во најголемата гужва. Добро со неговиот стил. Да. И секогаш сум знаел да направам нешто што некој не може да го облече. Јас немам никаков комплекс, значи сум облекувал такви работи што... Што си облекувал? Ве кажи, никогаш кога ти рекле, добро бе, Цајо, па дали се вида... Да, дали се вида пред излезеш?
Значи, можам дословно да кажам. Ајде. Извинете, малце сум настигнат. Нема проблем. Своевремено легендарна значи пејачка, тогашен менаџер за Македонија, Марина Перазич вика и нашата Тијана Дапчевиќ вика добро вика кај ти текна вика да го облечеш овој мантил црвен. Црвен. Океј, да имам кожен мантил Шевиньон, ова ќе го кажам пред 20 години и се појавувам во Белград, во тогашно кабаре Роуз, Бог да го прости тогашниот Црвен газда. шешир да не имаш. И облечен со црвен кожен Да, ајде, мантил цела комбинација, ајде кажи. и Добро. имав овако ставено марама, Добро. Каква марама која беше шарена црвено-црна Добро. и целата и уште една марама имав овдека, али на целата комбинација имав кожна кошулја и кожни панталони црни, Леле. Па си а ова беше црвено. Да. Ова е добро и сега да го облечеш. Така е. А патиката ми беше карирано црвено-црно. Си израчал цај. Така да Белград да се чудат. Да се чудат. Ненад Во шок и Марина кога ме виде неразбирање. вика отко ти каже ова креација пала на памет каже. Ја викам јас сум тој. Ма не то. Само теби то стои. Неко други неки пјевач, пошто нели он од Загреб, вамо таму, Риека уствари, и вика ово не би могол да носи. Да. Значи треба некој да си го знае да го носиш. носи. Да знае. Така е. Во право си. Сега, што правиме, колега? Па не одговори Маја. Не говори Маја. Па не толку Цајо не импресионираше со негови Црвен мантил Маја кожен. сакаше малце онака да се скрие, да да го избегне прашање. Нема врз како немаш одговори на Јас другото. секогаш, јас сите ги импресионирам со мојот изглед и со тоа каква звезда имам, така да некоја одредена ситуација, може би како помлада сигурно сум сакала и сум го правила тоа, меѓутоа она што го паметам е многу сум сакала да ги импресионирам кога сум одела на модна писта и да биде тоа да се двојам од сите и кога ќе излезам да зборуваат само за мене. Мислам, зборувам нели Да. на 18, Да доминираш. 19 години да доминирам и ми било така многу битно, тогаш ми било почеток и сум знаела да така, не знам, бидејќи цел живот сум играла латино танцови двојки и моето движење било малку покарактеристично кога сум се движела на писта и така сум се двоела, сум ги импресионирала. Меѓутоа, добро, тие биле други Да, тоа времена. е, еве јас ќе кажам дека тоа е вистина, ама јас како организатор, јас како организатор на Добро, модната дали недела, коментира после? Ти беше задоволен. знаеш што е најинтересно, она многу убаво си се представи, кога ќе се појавеше со сараевските модели девојки и белградските, она сакаше да се истера буквално со нив точно, на нивна Затоа што имаше нивно конкуренција здрава, На нивно ниво. и мораше да... И тука она ја гледам од страна скроз да видам како ќе се појават, бидејќи гледам како ќе биде настапот нејзин. И ја гледам нешто онака, нека да им дозволи они да бидат подобри од нејзин. Затоа што секогаш беше она, нели, манекенки од Белград и повеќе ги вреднуваа, не знам зашто, така е, меѓутоа ние место повеќе да се го почитуваме нашиот народ и нашите модели кои ќе дојдеше од Белград, знаеш дека зашто- има 5 Додека не манекенки те од пофали Белград. некој од надвор, па нека да... Така, знаеш зашто ги носевме тие модели? Затоа што сакавме соработка со другите Точно, модни куќи. Не, не јасно, модни затоа што куќи, било регионално, модни така. недели да доаѓаат наши размена, модели размена. на размена. Маја не беше на таа ревија, 2000 година, значи, освен на ревијата на Јоланда Петковиќ, во тоа време, во Хајат, ја правев јас со моја пријателка, тогашна Fashion System агенција, Бојана Михајловиќ, во Хајат се појавија 5 врни манекенки, од тогаш 5 врни манекенки од Македонија во Белград се немаат појавена. Значи беше Викторија Јаначковиќ, беше Маја Лазаревска, Светлана Црнокрак,
беше Сашка Павловска и Натали Грубович. Од тогаш не се имаат појавено 5 модела наши на ревија надвор во Белград на некој настап. Мене тоа ми беше тенденцијата и затоа беше размена на модели да биде така, да не биде стереотипно. Приказката беше сакав да стекнат име како што стекнаа во Македонија. Она што го правевме муабетот. Сега имате милион модели, ама по старите модели направија име и презиме. Ајде сега имате по 20, 19, 17, 21, 23 години девојки. Не ги знаеме. Вие ги познавате како медиуми? Еве овие што ги наброја до ден денеска се сеќаваш кои се, Па не тие се тие 10, да. И уште што ги барат и ги знаат. Тоа е приказката. Като да го тераме Настинатиов да пее или да го Нека стокнеме? пее, зашто да не пее? Ај малце за Атер. Земи микрофончето. Ке За пееш? Атер, еве ние ке Ја нема да пеам. ние пратиш. Ја не сум за пее. Добро ти не. Јас само можем да викнам многу јако, ама ја. само 2 збора. Ајде. Не можеш толку многу јако да викаш, па гледачи ќе ги извадиш од Значи, памет. високи штикли црни Високи чорапи. штикли црни чорапи, ретро, лудило, нешто За тоа коре. вие прииска се спремавте Да, со пуштајте режија. Ја го отфатиме ние. Значи само до рефренче одиме, малце и готово. Комор, Ќе играме? Видат да пишат. Имаш текстот долу. Ама Не знам, не. улица се Не сум ја за песни. Не ја знаеш. Не ја знам. Озборува. Ај, ти си ладна. А рефренот го знаеш? Ајде, Маја. Стојам и се чудам за таква риба. Нема. Се живе. Гледам. Ајде. Ти си ладна. Рефренот го знаеш, до пола. Ајде само. Пак се. Високи штикли, црни чорапи, Како треба и по 100 пати. не погонува, да смеваш измеш, корито. Не сум ја за пеење. Ајо. Така е, ќе викнам. Види Маја запева. Не сум многу за пеење, а имам глас. Викам, цајо треба да пееш. И камерманиве ти аплодират. Јас се сакам да Пак се случува камермани да аплодират. Или на Маја и да аплодират. Маја. Му викам, цајо треба да се пее во емисија, ама како да се пее? Ја да пеам. Викам, малко бе, цајо. Пушти ја до крај. Абе, ја ме начерна сите пеачи до сега, не сум пеал, не знам. Еве Маја ќе бе. Па заврши што песната, друга игра одим. Ајде, одиме на реклами малце, да одмориме. Враќаме па. Така и друга игра после реклами. Еве сме. Еве не назад, добре дојдовте. Никој како. Имаме одлични гости, многу муабети испевавме. Да. А Маја? Мајца, не, слушај, ја пошто зборував умеѓу време. Ајде, не го трошиме времето. 10 минути во овој дел имаме за оние игри. Нормално, раскажавме што раскажавме, цео не докажани стално, ама ќе има прилики, нели, како што веќе најави, богата ќе биде следнава со настани и со случувања, ќе има прилика. Значи, првата игра ние погоди кој сум во никој како. Вие ги ставате венчињата, на глава овие со дзурчиња, и на нив има име од некој кој што е популарен, светски. Лик. Да ви помогнеме светски или од Светски, затоа кажав светски. Светски лик. Вие треба, за да си погодите кој сте, На тој што глава е кој спроти сте. вас, да го прашувате, но тој смее само со да и со не да одговара. Но овде ќе попуштиме малку, затоа што може и нема да им текнат наликови. Да, пошто не се македонски па сега, нели? Па нели кажа македонски? Не, сега не са македонски. Сега што светски, чекај само да исклучиме превју, да не Сега го се гледате на екран. Ти Не, се ама ти текнува. многу популарни. Да. Многу популарни сте ве погледни го кој е Цајо, Цајо. кој е. Така да. Сега Цајо треба да Пази, погоди. пази, не, Што? обратно, не го дисаки. Добро. Убава сум со ова, како го Ајде, намери. ајде топ, на кај топ двојка си. преуба, ајде. И, значи, ти сега треба ја да му погодиш објасни. која си, а тој треба да погоди кој е. Прашувајќите Значи- тебе, а одговор само со да и со не. И Значи, малку он си помош. прашува за себе, ти за А да не му себе. кажувам јас. Не, Никако. ти му кажуваш да и не. Добро, Само, ајде. например, нели, пејач Машко или сум, не, женско сум. да, и така Жив, натаму. Ти прашаш, не јас ти жив. давам одговор за Така тебе. е. да ми имаме предност.
Те зезна, Женско или машко? Не, женско. Ама не, дали их прашувам, дали сум женско или машко? Дали сум женско? Он вика да. А, женско, добро, да. Манекенка? Не. Водителка? Ама била таа има некенка, веќе. Своевремено. Да. Водителка не знам. Пејачка? Па, да. Па тие во странство све прават. Тие све прават, Па точно. тие све прават. Све прават. Добро, плава? Да. Плава нормално. Убава? Убава нормално. Многу убава? Аха. Како викаме секс символ, така? Така. Памела Андерс. Најбитното го кажа. Најбитното Добро, го кажа. да. Пази само. Не си расипа фризура, Маја? Ја нема да помогам. Не, Венче во кате да го стави на фризурата, мислам дека нема шанс да го извадиме. Ајде. Ајде, прашувай. Машко. Да. Глумец. Не. Пејач. Да. Многу е црн, беше многу црн. Многу црн. Многу му помогна. Да. Не знам. Па после многу бел. И многу е Па бел. вака играше, многу вака. Аха. Ајде. Па морам да му Майкл помогам. Джексон. Така е! Како да не му помогам? Јас само напред две-три движења и Ја мислев дека ќе ставите, пошто имав многу очила, многу, пошто мене на своевремено ми беше идол, кога бев помал, имав комплекс, дека носам наочари и знаете како, цвикераш. Сите да. И едноставно, кога го видов негде таму на 70-тите години, како ги менува очилата Елтон Џон, и од тогаш тој комплекс ке мене се тргна. Се тргна. Јас имам преку 40 очила. Во сите бои. Не ни текна. Колекционер више. Да. Не, И тоа беа сите со диоптрија. Пошто имам малце специфична диоптрија, не жалев пари за мојот изглед. И сега воопшто никогаш не ми представува проблем и никогаш не сум сакал да ставам леки во моите очи. Едноставно цајо го препознаваат по очилата. Ако ги извади цајо очилата нема да го знаат. Да. Кои ти се најчудни очила кои што ги имаш, гарант имаш Еве ги бе. 80%. Да. Такви немаш, ке ти ги поголи. Еве ги гледај. Да. Не, овие се за тебе, овие ама кои ги одговараат. Имаш ли откачени? Веројатно сигурно имаш. Има бе Кои ти се најоткачени? Има помаранџести. Помаранџа? Да. За никој маскенбал гаранција Ама има. чекај, немош да гледаш, да вие се Вака, специјално. Вака ќе си. Овие за спиење ќе ги користиш. Ева. Да, и ќе си мисли, ќе си. Овие ти се за таман, мислење. За мислење. Добро, кога веќе ги ставите очилата и намуваме со очилата, Да. одиме на Мајче, следната зими игра. го ова е твое сега. Значи, треба да внимавајте правиме каде сега се ќе квадратите. Квадратите ги гледата? Ги Да. гледата. 9 Сега нема да ги квадрати, гледата. 9 крукчиња. Увели Маја. Можете да ставите. За тоа што внимавајте, во еден квадрат да Увели, нема Заја. дупло две крукчиња или повеќе, него само едно, тоа се брои, и крукчето да не ви се граничи со линијата, односно да не е на Со линија. линија да не се грани. Не, да не е на А да не линијата. гледаш? Да не е на линијата. А да не смеам да гледам. Ова ти Не е супер смеш да за во гледаш. школа. Леле, у понеделник на каква си децата. наставничка. Наставничке, Ајде, може. ајде. Цајо, ставај Сега очилата почнем. без гледање, 9 кругови. Овие? Да, тие. Добро. Вкупно 9 заради тоа што се 9 полиња. Видиш, Маја, како го фати редот, горе и доле ќе ги погоди сигурно. Браво, добро ти е ова. Па сум мислиш, Одлично, паметна сум А ја. Цајо, па ако може точки ќе направи само за да не фатат. Овако. Гледа? Не гледам кај да гледам. Значи, не гледаш, Цајо некако ми тргна, така, добро. Добро. Готова си. Не, готова Маја, си, Маја Таја. со педиве. Ама ја намерно ги направивме да не ви се исти круговите, односно квадратите. Ја валја. Океј, кренете табличките да видиме што сте направили. Топ страј. Крене, добро. одлични. Па не сум Да овде. видиме колку квадрати погодил без да има две во нив и да не се граничи, односно 1, да не 2, се на 3, линија. 4, 5, 6, 7 нено. Два, А, три, не, ова не се четири, брои пет, таму. 6. шест. 6. Така е. Шест. Да. 2, 3, 4. Маја, 1, Вие. И како бе 2? 1, 2, како 3, два, таму има 4, две.
Па не, па едното се важи, за нема да го важиш. Тоа сме кај правила. Како си гледа? Едно, две. Јас сум добар. Значи, гледај, овде ти се две, така? Па ова нема ли да го важиш? Ова му е другарче ова, така да не се брои. Не Ова е ти е правилна само, играта. ова е... Види, ја на децата им попуштам помалку ти. Наставничка, значи, добро, така кажа. Значи така е, Колку викаш Маја. ти? Едно, две, три, четири, пет. Браво, Маја, Добро, пет! Пиши пет. Петка, пиши петка. Четни две, Сега може нешто да ви кажам за мене? Кажи. Да, луѓето што имаат аномалија што не гледаат, Добро. имаат сетило, значи слухот и мозокот им дава правец каде треба да стават, да се позиционираат и да направат крок. да напишат. Така да, Да. тоа е кај мене во главата. Тој ти е, да, така е. Ај, добро ти беше ова со педиеве, чак, Е, горната, стигна долната, да видиш израчуна. како. Браво! Ојме на реклами, па Реклами, после имаме уште една игра. реклами, Пак реклами, што да правиме, тоа е реклами. плата да извадиме. Така е. Па се враќаме за кратко. Кој? Голф или хокеј? Нема никој да Готово. се смее, никому кај си играл сега хокеј. Чекај само за гледачите. Цајо рече кога се подготвувавме Да, денеска за да, голфов, уствари тоа е. ние и хокеј можеме да наречеме оваа Да, игра, може и само хокеј. голот кај нас не е толку. Да, само што кај нас нема хокеј веќе долго време, има, значи, се трудат, имаме хокеарска федерација, али нема услови, нема средства. Хокејот имавме. Хокејот во Македонија беше последното 84 година. Тука имаше два клуба, Вардар и Скопје Макотекс. Така да јас тренирав, и да, тренирав во Вардар и бев левбек, пошто играм со лева палица, имав Ова е колко краток и одговор. така. Тоа е тоа. Ова се води како краток, краток. краток И даваше многу голови, така, као Па сега, левак. боже мој. Ги изненадуваше таму. Боже мој, 84-та кој памти Ајде, памти. не. Кој да Ајде. памти? Ајде, значи, три топчиња, три можности. За да погодите во ова голче или да го наречеме кутивче. Маја. Ја навивам. Чекај да видиме. Добро. Ова треба да Значи, потврдо. Треба Потврдо, да. да, така. Зашо значи- топчето, види, топчево ви е многу тврдо, а ова е многу меко. Значи, Немој мани да ми наоѓаш, не е прв пат оваа игра. Ај. немој. Види колку игри сум ти смислил за со деца од понеделник. Еве, Маја, уште за малца. Две, уште малце на Да. Можеше малку поблиску. Ама и се Може поблиско, ајде за Маја, протикци за поблиско? наставничката. Па голф како си Е, игра? така, сега више тук. Голф како си игра, знаеш? добро, Значи не можеш има од и- прв удар во така, тупчето, ама така? исклучот си гледа, се сега снајдеш, гледаш ти дека сега. има. Така е, мислам кој како дека- ќе се Кој снајде? како ќе се снајде? Многу нешто Така ќе се е. снајде во игривите денеска, Така е. ти кажам. Ајде. Добро, еве го сега Леваков да видиме од десна страна како. Опа, Сега и ти да, да не треба да ја преместиме. Не, добра, добра. Ајде. Ајде сега. Добро. Добро. Идемо дале. Си запамтен неше од 84-та. Були, були. Ајде, фати го одма другото да не става. Ајде. Ајде. Чекај само на И ова. И тоа. и тоа. Пази се, пази. Ајде. Океј, Океј, браво. Ја бев подобра. Ваѓа сега. Знаме. Дамите имаат предност сега. Така е. Така е, джентаменски. Екипа одлично си поминавме, брзо ни помина, супер Преубаво. приказни Ние кажавме. да, вие не знам саки да Да. На кажете. вистина, Интересно беше. кога кажа живо, викам, леле, ќе летне ли брзо времето, сега не ми се верува. За 5 минути вака летна, да. Тоа значи дека на вистина сте добри, интересно си поминавме и чест ми беше што бевме поканети во оваа емисија во петок, последен петок пред новата година. Така е, и кога сме кај нова? Ајде за нова. Маја. За нова година ќе бидам во Скопје, негде по нели кафичеве, вечерта планирам во Миро ресторан. Добро. Не, ќе ви испратам со фактуричка во чек кој ќе си одите. Така да Тоа е тука тоа. да, по локалите, да. Цајо има добра приказна. Јас ќе бидам, ајде да не кажуваме, ќе бидам во еден ресторант со мои пријатели и тоа прв пат после 20 години, бидејќи минативе години нон-стоп денски журки
И така решивме, ајде, после 20 часа да прославиме една нова година, као што треба да го во 00 часа да ја дочекаме новата 2025 година. 5 година, така е. Да видиме што ќе ни донесе, така ли? Да, Имаме ние само уште убави во работи. старата Само да убави тераме работи со да Кате. донесе. Само убави работи, Така ли здравни, живи Кате? да Уште живеете. имаме да тераме ние во старата, во Уште понеделник ние. ќе тераме, па и во И вторник во имаме вторник, новогодишни издание. потоа ќе потоа се и дружиме во новата. во новата. Така е. Ќе си се најавиме, рано е. Чао, Понеделник се Македонија. гледаме. Чекај, знам и кои ќе ни бидат. Тамара Волчевска и Ален Хасамовиќ. Така, е, Чао. добро. Чао. Чао, 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 по викенд.